Американскиот музичар Оливер Три, познат по глобалните хитови Life Goes On и Miss You, загина на 32 годишна возраст во трагична хеликоптерска несреќа во Рио де Жанеиро. Според извештаите на бразилските и меѓународните медиуми, двата хеликоптера се судриле во воздух над западниот дел од градот, а вкупно 6 лица ги загубиле животите во несреќата. Еден од хеликоптерите се урна на паркингот на салон за електрични автомобили, предизвикувајќи голем пожар што зафати десетици возила. Покрај Три, меѓу загинатите беа и аргентинскиот јутјубер Гаспи, режисерот Лукас Вилјале и пилотите Александар Соуза и Чарлс Марсилак. Тој ја објави својата последна објава на социјалните мрежи само еден ден пред неговото трагично заминување. Властите започнаа истрага за да ја утврдат причината за несреќата, а спасувачките служби потврдија дека ниту еден од патниците не преживеал. Само неколку часа пред трагедијата, Три објави видео на социјалните мрежи од Рио де Жанеиро, каде што беше на светска турнеја промовирајќи го својот последен албум. Српскиот боксер Велјко Ражњатовиќ проговори за сериозните здравствени проблеми со кои се соочувал во изминатиот период и откри дека поради дискус хернија со месеци бил неподвижен. По 7-месечниот престој во Москва, каде што работел на своето закрепнување, Ражњатовиќ се вратил во Србија и вели дека повредата, која долго време му создавала проблеми, сега е минато. Повредата ме натера да заминам во Русија, имав дискус хернија. Знаев дека морам да направам нешто драстично. Сакав да се ресетирам, долго време бев неподвижен. 3-4 месеци лежев во кревет и не можев да одам. При тоа куцав, мислев дека ќе помине. Тренирав и покрај болките, се додека болката не почна да се спушта по ногата, раскажал Велико. Тој открил дека токму тогаш одлучил целосно да го промени својот живот и да се посвети на закрепнувањето. Имав 28 години, решив да сменам се и да се обидам да направам резултат. Денес сум добро позициониран. За 7 месеци таму стекнав контакти за цел живот и најдов тренер, додал тој. Велико признал дека на почетокот во Русија не бил лесен и дека во еден момент почувствувал дека никогаш нема да биде рамноправен со луѓето меѓу кои тренирал. На 13 јуни на стадионот на Арама во Скопје, Архангел го одржа концертот Срцевина, наслов што звучеше речиси програмски. Не како обична концертна етикета, туку како точка во која се собираат 3 децении македонски рок, генерацијска меморија, лични рани, урбана поезија и она ретко чувство дека публиката не дошла само да слуша песни, туку да си провери дел од сосвениот живот. За Архангел одамна не е доволно да се каже дека е култен бенд. Тоа е лесна формула што брзо се троши. Поточно е да се каже дека групата создаде натрешен јазик на македонскиот рок, јазик во кој гитарата не е украс, стихот не е пополнување на мелодијата, а концертот не е носталгична парада. Во тоа јадро стои Ристо Вртев, авторски глас што македонската сцена го препознава по способноста да ја претвори песната во лична пресметка, понекогаш нежна, понекогаш сурова, секогаш недвосмислена. За поширокиот контекст на бендот, Паноптикум веќе пишуваше во текстот Архангел, рок бенд што остава трага. Мюзиклот Као Какао ќе го затвори фестивалот Охридско лето на 20 август, објави тимот на представата. Точната локација ќе се знае дополнително. На 19 јуни од 19 часот и 30 минути мюзиклот ќе игра во Битола на отварањето на Битфест во Центарот за култура, а на 23 август ќе се изведе на затворањето на фестивалот Будва град театар во Црнагора. Мюзиклот, кој е инспириран од музиката на Владко Стефановски, досега имаше 4 представи во Македонскиот народен театар.
Од Баги комуникации велат дека сите представи беа распродадени, а досега го гледале близу 3000 луѓе. Станува збор за мелодрамска љубовна приказна сместена во 70-тите, каде што љубовта и амбицијата се судираат со ограничувањата на времето. Музиката на Стефановски е вградена во самата драматургија, при што познатите композиции стануваат дел од сценскиот јазик.